На филозофскиот факултет при УКИМ минатата недела беа промовирани магистарски студии младинска работа кои што се воведуваат за прв пат на Балканот од наредната академска година 2023-2024 година. Токму на оваа тема утрово разговарам со нашите први гости во студиото на Македонија наутро. Добро утро за професор доктор Радко Дуев, декан на филозофскиот факултет при УКИМ. Добро утро за професор Софија Георгиевска од филозофски факултет и Драгана Танасов од Сојуз за младинска работа. Доста важен настан се одржа минатата недела. Добро е што тоа го регистрира и за пофалба се медиумите, бидејќи тоа зборувавме, навистина имаме убави настани и во културата и во образованието и тоа на дневно ниво кај нас. Би сакал, професора Едуев, да почнеме со вас околу важноста за тоа што минатата недела се случи на филозофскиот факултет и не општо важноста само за факултетот кој што вие го представувате, туку воопшто за целото образование кај нас. Да, како што напоминавте, во нашата земја случуваат многу убави нешта, но за жал медиумите многу ретко ги пренесуваат. Ние постојано во изминатите децении зборуваме за грижа за младите, за општествена одговорност, покревање кај младите луѓе, но многу малку се работеше на тоа. Она што можеме да го видиме од развиените европски земји, заради падот на наталитетот и миграциите на населението, исклучително се води грижа за младите луѓе. Се формираат младински центри, се создаваат младински работници, нешто налик што го имавме во старата држава, ако се сеќавате, за жал голем дел од тие институции веќе се пропаднати или приватизирани. Така што некако сега започнуваме одново и во соработка со Сојузот за младинска работа можевме преку академска посета да видиме како функционираат овие младински центри во Естонија, во Финска и во другите развиени земји, бидејќи според Европската унија, законите и нашето законодавство кое што треба да го приспособиме, секоја општина институција треба да има младински работник. Заради нашите можности и капацитети се одлучивме да акредитираме студиска програма за младински работници, кои што на постдипломски студии, кои што ќе имаат компетенции за да ги задоволат потребите на нашето општество. Многу е важно да напоменеме дека ова е прва таква студиска програма во Балканот, на Балканот, и очекуваме од наредниот септември, кога ќе започне програмата, да почнуваме со образување на прв пат за младински работници. Да појаснам, многу пати прави забуна тоа магистратура, но современиот систем според болонскиот систем значи 5 годишно студирање, 4+1 или 3+2, така што степенот магистратура всушност само не е како во минатото кога се студираше 4+2 и 4+3. Степенот магистратура на некој начин означува само дополнување на образованието и стекнување компетенции, бидејќи станува за збор за една мултидисциплинарна област и многу е тешко, например, да ги ограничиме можностите на кандидати кои што можат понатаму да станат менаџери за младинска работа во институциите и во општините. Така. Минатата недела, професор, ќе се одржа настанот. Ајде прво да опишеме како помина, всушност, нели имаше и голем број на професори и на говорници кои што беа дел од истиот. И малку би сакал подетално да навлеземе во суштината што би опфаќале овие студии. Благодарам. Да, навистина убаво започнавте кога настаните во кои што се вклучени младите, настаните во кои што се вклучени активности поврзани со културата, се повеќе и повеќе се присутни на нашите медиуми, бидејќи тоа е нешто младите го бараат. И тоа ќе не промени како општество, само ќе додадам. Предпоставувам дека е така, затоа што на сите некако веќе ни е, ајде да кажам, мака од тоа да слушаме само настани кои што ни даваат една негативна конотација или направат несреќни. Така да навистина јас сум многу задоволна од тоа како помина настанот изминатата недела, беше посетен доста од многу млади кои што понатаму поставува и прашање што значи да се биде младински работник, меѓутоа мене исто така ме радуваат повеќе оние пораки кои што ги добив во инбокси, кои што веќе се од млади лица кои што исто така прашуваат кои се условите за студирање, кои се предусловите, која е висината на школарината, колкав е бројот на студенти кои што може да се запишат, што говори дека навистина вакво нешто веројатно и фалело кај нас. Ако до предизвесен период се сметаше дека младински работник е на лице кое што
практично преку неформалното образование треба да стекне нели искуство и да потоа работи на зајакнување добра состојба на младите. Сметам дека со формализирање сега на овој образовен систем, навистина младите ќе бидат повеќе, би рекла, и компетентни, меѓутоа и повеќе волни да помогнат на другите, некако на парола од млади за млади. И оно што особено ме радува е што навистина ова нема да бидат така наречени екс-катедра или сувопарни предавања, туку заедно со Сојузот за младинска работа во рамки на секој предмет имаме вклучено практичари, така и за замислени предавањата, да студентите можат да одат да поминат делот нели своите вежби на пракса низ младинските центри, меѓутоа и да слушнат што е она со што младинските работници секојдневно се соочуваат, кои се предизвиците, проблемите, кои се нели работите кои што се очекуваат од нив во иднина. Ние веќе и сме во комуникација со еден универзитет од Ирска, од каде што и очекуваме и дел од професорите таму да бидат и дел од наши предавачи тука, што навистина говори за она интердисциплинарност која што ја спомена деканот. Така. Ајде малку и околу тоа како Сојузот на младинска работа беше вклучен во целиот овој процес и како гледа всушност на овој нов проект на филозофскиот факултет. Така. Па ние со филозофскиот факултет, со деканот, со професорите од таму работиме нова веќе уште од 2018 година, ми се чини, кога со подршка од еден Erasmus Plus проект од нашата национална агенција за европски програми и мобилност, успеавме да воспоставиме соработка со универзитети од други земји кои што имаат програми за младинска работа и тоа некако убаво се вклопи во целокупниот процес за градење на систем за подршка на младите во нашето општество надвор од образовниот систем. Она што деканот го зборуваше зошто е важно, посебно во денешно време, кога многу од младите тешко има да се снајдат со вработување, со генерално стекнување автономија во животот и така натаму, важно е да се изгради систем за подршка кој што ќе биде обезбеден преку квалификувани лица, значи преку младински работници, во сервиси за млади кои што ќе работат по одредени стандарди, тоа се тие младински центри, младински клубови, преку програми спроведени од младински организации и сега како што се отвораат младински центри и се обезбедуваат стандарди за како тие да работат и како младинските организации да работат, овие магистарски студии многу добро се вклопуваат за да се обезбеди и стручен квалификуван кадар кој што ќе го има звањето кој досега кај нас не постоеше. Професорката спомна дека досега лицата кои што работат со млади генерално стекнувале вештини и компетенции преку неформална едукација, преку обуки од страна на организациите. Сметаме дека со воведувањето на програмата тие ќе зајакнат квалитетот на својата работа и ќе можат многу подобро да ги подржуваат младите во обуки, семинари, секојдневна поддршка, менторирање, советување, информирање и во сите други процеси преку кои тие ги подржуваат младите да станат активни изградени личности во општеството. И токму заради тоа, затоа што секојдневно тие ќе треба да работат директно со млади, ние работиме заедно за да ја обезбедиме таа практична работа. Значи, дури во текот на студиите, уште во текот на студиите, студентите по младинска работа да можат да поминат ден со младите, да поминуваат, да организираат активности во соработка со центри и со младински организации, за да бидат подготвени веднаш што излезат од студии да почнат да работат. Да, како што кажа и професорот Дуев, ова е нешто како позитивен пример што било во претходната држава, во екс-Југославија. Меѓутоа, ова ако се согласите со мене, слушајќи ве внимателно, само еден позитивен пример како нешто што порано функционирало, ако се модернизира, може да се примени и да функционира и денеска, нели, со тоа што денес го налага времето и го налага модерниот свет, ако се согласувате со мене. Па ние постојано ја привлекуваме на флоскула во младите иднината, иако тој термин иднина во денешна конотација многу не значи исто за младите како некогаш кога нели во тие времиња се градала државата. За жал ние она што можевме да го видиме во тие младински центри во Естонија, пандемијата не спречи, требаше да посетиме и други земји, е нешто што ние го имавме, нели преку ние еве како ни остану уште младинскиот културен центар, значи место каде што младите за младински театарски групи, за млади музички бендови, потоа оние планинарски домови, народна техника, осеќавате, јас имав можност како дете да ги посетувам сите тие младински центри во минатото. И како што рече и Драгане, грижата за младите станува приоритет во Европа, бидејќи сега и ние сваќаме дека човечкиот ресурс е најважен фактор во државата,
може би доцниме, може би требаше овие проекти и програми да ги започнеме порано, пред да започнува масовно иселување и миграција на младите, но сепак мислам дека не е касно, дека грижата за младите, како што рече и Драга, нивното осамостојување, профилирање на нивните афинитети уште од најрана возраст, секако ќе донесе, да ги искористиме еден стар термин за здрава младина, која што ќе биде фокусирана за развојот на општеството, за општествената одговорност. Гледате, соочуваме со комплетно губење на општествената одговорност, каде што ние, па и младите заближу да не ја чувствуваат своето општество како свое. И затоа во оној дел на Филозофскиот факултет во кампањата за подигнување општествена одговорност, овој проект сосема добро се вклопува, бидејќи ние како факултет ги покриваме оние општествени хуманистички науки кои што всушност столбови на општествениот живот во нашата земја и се занимаваме со проучување токму на тие сите феномени кои што понатаму за да се спречат девијации, отклонување и така натака во општеството. Да, затоа и сите професори, генерално, но најмногу професорите на Филозофскиот факултет се важна алка во тој синџир кога зборуваме за тоа што денес како општество треба заедно да го градиме. Професорка Георгиевска, ако навлеземе во самите предмети на тоа што ќе се предава во текот од следната студентска година. Интересот според вас каков ќе биде кај младите? И слушајќи ве внимателно, ако треба да поентирам, ова е супер што ќе се случува, но и супер самото чувство што го наметнувате кај младите, дека поорганизирано ќе се мисли на нивната иднина. Некако барем јас добив таков впечаток. Па да, идејата е и таква, значи. А се добива од прва впечаток, што значи дека успешно. Точно. Значи по конкурс бројот на студенти кои што можат да се запишат е 25 студенти на овие магистарски студии и навистина ние веќе имаме група на сертифицирани младински работници, така што јас очекувам дека и дел од таа група ќе сака нели некако да се го дооформи своето образование со една диплома која што ќе биде секад валидна и надвор. Така да моите очекувања се дека навистина прво, од каде што треба да почнеме, е да ги информираме младите дека ваква студиска програма постои. Ние на некој начин направивме да нит асесмент или процена со помош на Сојузот за младинска работа, за да видиме што е она што е потребно. И навистина младите ни покажаа дека имаат потреба од нивно ангажирање, особено во руралните средини. Имаме потреба од активности во кои што треба да бидат вклучени младите. Имаме потреба од активности и кампањи каде што навистина наместо, ајде да речам, ние како професори да ги поттикнуваме, да имаме млади кои што ќе бидат движачка сила и јас тука ги гледам младинските работници. Искрено Филозофскиот факултет е многу отворен за соработка, благодарение на деканот и генерално идеите кои што доаѓаат најмногу од студентите. Многу често ние преку комисиите за настава правиме една анкета во која што се вклучени студентите, во која што се вклучени младите, каде што студентите можат да кажат нели што е она што сакаат, какви активности бараат и што е она што може да го направи. Во таа насока сметам дека идните младински работници кои што ќе бидат нели наши постдипломци, ќе имаат една отворена врата, ќе имаат една отворена просторија, отворен двор кој што навистина може да биде нивно место за позитивно собирање, за развивање, за зајакнување на нивното ментално здравје, клуб за активности кои што нели едноставно само ќе треба да имаат идеја која што ќе сакаат да ја реализираат на дело. Да, за крај од разговорот морам и јас и медиумски да пофалам дека еден од поотворените факултети за соработка со медиумите е токму вашиот факултет, сваќајќи важноста и суштината зошто е важно да се комуницира со медиумите. Благодарам уште еднаш за досегашната соработка. Да, ако може само да додам, како што рековте, запознавајќи ги колегите од Сојузот за младинска работа, сватив дека ова држава има иднина, значи солидни, и сето она што тие го предвидеа и успеавме да го реализираме, значи не е се така црно во нашето општество. Така е. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, посакувам убава работна недела, секако среќни велигденски празници, не честитавме на почетокот и се гледаме во четврток нов настан на Филозофски. Точно, младите, социјалните медиуми, менталното здравје, нешто што младите го барат, нешто што навистина е можно актуелно, така да е покана отворена во 12 часот на Филозофски факултет.